Вести на Канал 8. Добар ден. Невработените лица од Кочани кои беа ангажирани со проектот за извршување општо корисна работа по истекот на 6-месечниот договор со општината ги добија потврдите. Стекнатото искуство треба да им помогне полесно да најдат редовно вработување. Заврши проектот за извршување општо корисна работа што во Кочани се реализираше трета година поред. Носител на активноста е локалната самоуправа во соработка и координација со Центарот за социјална работа и Агенцијата за вработување, чии стручни служби ја спроведоа постапката за аплицирање на заинтересираните и проверката дали тие ги исполнуваат потребните услови. Исто така, како партнер беше вклучен и невладиниот сектор преку Здруженијето Благородна мисија. На крајот од работниот ангажман, на учесниците во проектот им беа доделени потврди за стекнатото искуство, што би требало во иднина да им помогне полесно да најдат вработување. На свеченоста при доделувањето на документот беше речено дека општина Кочани е меѓу најуспешните во регионот во спроведувањето на активноста, а ниту едно од вклучените лица не се откажало од ангажманот. Ова година имавме одобрено средства за ангажирање на 5 лица, кои што беа ангажирани во различни области, 3 различни области, значи тројца беа ангажирани во давање на услуги на стари изнемоштени лица, од кои што еден беше од ромска националност, еден од рурална средина, значи и на тоа размислуваме, нели? Понатаму едно лице беше ангажирано во Центарот за донација како посредник за делење на донации и едно лице во Народната кујна како посредник за делење на храна. Учеството во проектот на дел од лицата им помогнало во понатамошниот работен ангажман во дејноста во која извршувале општокорисната работа. Со оглед на искуството што го стекнали и покажаните познавања, се очекува понатаму нивниот работен однос да се трансформира во редовен. Ја бев ангажирана по ромите и има 10 жени, оде редовно, апчиња ми дава, масажи, што имаше потребно од пазарот, купувах редовно одех и ја многу сум благодарна од нив. И исто и они се благодарни од мене. И ако може понатаму, може да продолжам пак. Проектот за општокорисна работа се реализираше со финансиска поддршка од UNDP и од Министерството за труд и социјална политика. Во текот на 6 месеци колку што беа ангажирани лицата, тие работеа по 20 часа неделно и месечно добиваа по 6200 денари, во што се вклучени персоналниот данок и надоместокот за осигурување. Општина Кочани ја повторува тендерската постапка за избор на изведувач за изградба на делница од локалниот патен правец кон селото Јастребник. Откако на претходниот јавен повик не се пријави ниту една заинтересирана фирма, локалната самоуправа ја покачи почетната цена од 3 на 4 милиони денари. Општина Кочани не се откажува од намерата да ја продолжи изградбата на дел од локалниот патен правец кон планинското село Јастребник. По пропаѓањето на првиот, објавен е втор јавен тендер за избор на изведувач на градежните работи. Со оглед што на претходната постапка проценетата вредност изнесуваше близу 3 милиони денари, а не се пријави ниту една фирма, констатирано е дека сумата не е атрактивна за градежниците. Поради тоа во општинската администрација одлучиле да ја покачат за уште 1/3, па сега со над 62.000 евра се очекува да се најде заинтересиран изведувач на изградбата на делницата. Парите се обезбедени преку Бирото за регионален развој, а пријавувањето на заинтересираните понудувачи е до 27 јуни. Градежни работи за пробивање и асфалтирање на овој дел од патниот правец беа изведувани и пред околу 4 години, со што се овозможи полесен и скратен пристап до Јастребник. Според планската документација, сега треба да се изгради делницата од Мала река, каде што завршува асфалтниот коловоз, до местноста Вашка Орница. Според техничката спецификација, вкупната должина на коловозот изнесува над 900 метри, а широчината е 3 метри. Покрај градежните работи за пробивање и асфалтирање на делницата, предвидено е да бидат изградени и странични банкини со широчина од половина метар, како и придружни елементи, односно асфалтни риголи и соодветни пропусти за атмосферската вода. Овој дел од локалниот пат се смета за еден од потешките и понепристапните со оглед на карпестиот и стрмен терен. Со неговото завршување треба да се обезбеди полесен пристап кон Јастребник за патничките и другите возила.
Се очекува доколку на повторената тендерска постапка биде избран изведувач, градежните работи да стартуваат во средината на летниот период. Основното училиште Страшо Пинџур во Чешиново ќе добие нова кровна конструкција за што ќе се потрошат околу 25.000 евра. По завршувањето на тендерската постапка за избор на изведувач, веќе е подпишан договор и се очекува градежните работи да се реализираат во наредните 3 месеци. Над 1.500.000 денари ќе чини реконструкцијата на кровот на зградата на подрачното основно училиште Страшо Пинџур во Чешиново. Градежните работи се во подготвителна фаза, откако успешно заврши тендерската постапка за изведувач, а на која се пријавиле 7 фирми, при што за најповолна е избрана понудата на компанијата Томко СР од Кочани. Според техничката спецификација се планира целосна замена на старите керамиди на околу 1000 метри квадратни, како и на дравената конструкција од кровот, громобранската инсталација и на олуците. Задача на изведувачот е во склоп на реконструкцијата да постави соодветна термоизолација прекриена со пародифузна водонепрепусна кровна фолија, а кровот повторно да биде изведен со керамиди, со што нема битно да се измени претходниот изглед. Договорот со изведувачот е веќе подпишан и се очекува наскоро да започнат подготвителните работи и отстранување на стариот материјал. Според обврските од тендерската документација, градежните работи треба да завршат во рок од 3 месеци, односно со почетокот на новата учебна година. Инаку, кровната конструкција на училишниот објект во Чешиново подолг период чекаше поправка поради дотрајноста и честото прокиснување. Освен тоа, со новите градежни зафати ќе се докомплетира енергетската ефикасност на зградата, која пред 5 години имаше реновирање на фасадата, а беа заменети прозорците и вратите, подобрено беше осветлувањето и се воведе парно грејење. Тогаш парите ги обезбеди општината Чешиново-Облешево преку ГЕФ проектот на Светската банка, како и со донација на Полската амбасада во Република Македонија. Освен на сонцето и топлото време, во текот на летниот период да се внимава и на инсектите. Веќе се јавија и првите случаи на каснувања од змии. Лекарите со препораки за заштита од нивните убоди. Во сезоната на годишни одмори, освен на сончевите зраци, треба да се внимава и на инсектите, предупредуваат лекарите. Иако сите имаат некакво искуство со убоди од инсекти, може да се случи одморот да преседне доколку нема добра подготовка за заштита од досадните инсекти. На море има инсекти кои може да бидат поголеми и поопасни од инсектите во опкружувањето и поради кои треба да се применат превентивни мерки, како што се креми против убоди од инсекти, но и да се понесат и некои препарати како што се апарати за одбивање на инсектите, креми кои ќе ги ублажат убодите, но и некои медицински препарати како што се антихистаминици. Посебно треба да се внимава ако на пат се оди со мали деца, а веќе се јавија и првите случаи годинава на каснување од змии, велат лекарите. Почнува сезоната на размножување и развој на крлеџите, посебно микрокрлеџите, кои просто не сме ни свесни додека трчат дечињата, знаат да се закачат по патиките, по чорапите и потоа да идат на меките делови од ножињата и да направат пакос. И што е најлошо, веќе сме сведоци на 2-3 случаи во Штип и Штипско, дека веќе имаме угриз од влекачи, дали е змија или смок или гуштер, мислам, еден дел од, кажи го, лицата кои веќе имат претрпено вакво изненадување, не знаат, меѓутоа побарале помош на соодветно место. Значи, оние организми кои се сензибилизирани, може многу бурно да делуват и дури да у дадени моменти да се побара и медицинска помош. Лекарите додаваат дека треба да се внимава од убоди и од комарци, бидејќи малку е познато дека нивната плунка содржи субстанција која може да предизвика алергија, па не треба да се исклучи реакцијата и на преосетливост. За каснување од пчели, оси и стршели потребно е да се стави ладна облага, потоа да се внимава на каснувањето од пајаци, крлежи, змии, скорпии и медузи. Црквата Свети Димитрий во Зрновци добива нов фреско-живопис. Фреските се сликаат со подршка на општината и верниците од Зрновци.
Со одлука на црковниот одбор на Зрновската парохија, како и со финансиска подршка на голем број верници, во село Зрновци во полн ек е фреско живописувањето на црквата Свети Димитрий. Овој црковен храм е еден од најстарите обележја на христијанството во овој крај под Плачковица, граден во средината на 19 век. Со подршка на општината, но и на верниците од Зрновци, во изминатите неколку години општината Зрновци успеа да заврши целосната реконструкција на црквата, која на места беше напукната од свечиштето на теренот каде што е изградена. По живописувањето на двете нови цркви во селата Мородвис и Видовиште, од општината и црквата решија и во останатите делови од оваа црква, каде што нема фрески, истите да бидат насликани. Инаку црквата Свети Димитрий располага со мощен богат фонд на икони создадени кон крајот на 19 век од засега непознат автор. Ги има вкупно 65 кои се ставени под заштита на државата. Во црковната библиотека се среќаваат и голем број книги на црковнословенски јазик кои датираат од 1833 до 1900 година, за чии корици тогашните свештеници ја запишувале историјата на Зрновскиот крај и пошироко. Во невиден очај и сиромаштија, Дарка Соколова од село Липец во обид да ја расветли животната енигма, која деноноќно ја демне. Цели 29 години е во неизвестност после првото породување во 1988-та, но и со целосно нарушено здравје, сака да ја знае вистината за детето кое го родила во Кочанската болница на 13 јуни. Секојдневие со 0 денари, судбина во која е заплетена голема енигма. Вака накратко стои приказната на 62 годишната Дарка Соколова од село Липец, која цели 3 децении живее во очај заради неизвестноста која ја демне деноноќно со она што се случило на 13 јуни 1988-та. На 13 јуни се породих, женско дете родих и 3 кила и 900 грама и после видоо го живо, голко, од боксо, на боксо бех и после однесо, повија го, донесо, па го видех, со црна косичка и добро дете и после ја одех у собите, однесуваме. Родено живо здраво, а утрото после породувањето Дарка добива информација дека детето е мртво. Донеси ми дете, еле дете родих. Вика, дете немаш, вика, дете ти е мртво. И ја почнав да плачам силно и викам, ако е мртво, донесете мртво да го вида. Ти си пуна деца, деца ќе родиш, вика. Викам, донеси ми го и почнах да плача силно, собраа се таму. Се ставија ми инекција и после ударо го добих. Не можех ја да барам, јас одма фанах, нервните ме однесоа, тука со колено укочено од болницата ме однесоа. Одиме у милицијата, одиме, они сменили кој беше после касно одиме. И кој ден го родих, не тај, која дата не таа дата, ни извод, ни мртво, ни посмртница, ништо. После овој настан, Дарка постојано е по болници. Здравието го нема, а не може и да се лекува. Цели 3 години и е укината социјалната и постојаната парична помош, а нема ни пензија. 1800 ми даваше. А после на качија направих и постојано. Писмо испрштах до Скопје. Зимаха по 3200 и заедно 2-3 години стинааме скрос. Според податоците од Центарот за социјални работи, помошта е укината заради возраста на нејзиниот сопруг, но и заради пријавениот имот кој го имаат на документ, но бенефит од него немаат. Ако неукоста и сиромаштијата ја закочило вистината за она што се случувало на 13 јуни 1988, социјалните институции можат да се погрижат барем околу решавањето на горчливата екзистенција. Општинската организација на Црвен крст од Виница в петок ќе биде домаќин на едукативна работилница за волонтерите на Црвениот крст во рамките на заедничкиот проект со компанијата Винчини од Виница и Црвениот крст на Република Македонија. Со подпишаниот договор, компанијата Винчини донираше средства за работа на Црвениот крст на Македонија и на општинските организации на Црвен крст од Виница, Штип, Куманово и Струмица.
Во проектот кој ќе се реализира до крајот на оваа календарска година се вклучени и дневните центри за децата и младите со посебни потреби од дневните центри од општините Виница, Куманово, Штип и Струмица. Едукативната работилница ќе се одржи утре во просториите на Црвен крст Виница и на истата ќе присуствуваат волонтери на Црвениот крст од општините вклучени во проектот, вработени од дневните центри од општините Виница, Куманово, Штип и Струмица, како и волонтери од компанијата Винчини. Целта на работилницата е да се подготват локални планови за акција, како и планирање на активности кои ќе следуваат понатаму, а ќе се однесуваат на спроведување на заеднички иницијативи, потоа креативни работилници, организирање на рекреативни работилници, организирање на летување за деца со посебни потреби, а најважно од се е едукација на децата и родителите на децата со посебни потреби. Во имплементацијата на овој проект уште утре ќе бидат вклучени и волонтери од компанијата Мак Прогрес од Виница, како општествено одговорна компанија која ги подржува активностите и работата на дневните центри за лица со посебни потреби и општинските организации на Црвен крст. Следува информацијата од спортот. 3 екипи на Фудбал Старс од Кучани викендов ќе учествуваат на меѓународниот турнир Езерски бисер во Струга. И покрај силната конкуренција се очекува тие да се вратат со добри резултати. А во меѓувреме продолжува запишувањето на нови фудбалери во фудбалската школа на клубот. По завршувањето на правенствата во детските и младинските фудбалски лиги, младите спортисти од Кочани продолжуваат со активности. Од 17 до 20 јуни фудбалската школа Фудбал Старс ќе учествува на меѓународниот турнир Езерски бисер 2017, што ќе се одржи во Струга. Нашите најмлади фудбалери трета година поред ќе бидат учесници на овој голем и реномиран турнир, каде што освен од нашата земја пријавени се екипи и од Бугарија, Грција, Албанија, Србија и од другите држави во регионот. Фудбал Старс ќе се надпреварува во 3 категории, и тоа за фудбалери од генерациите 2004, 2005 и 2006 година. Домакин и организатор на надпреварите е локалниот фудбалски клуб Караорман од Струга, а според најавите се очекува силна конкуренција. Како подсетување, минатата година генерацијата 2003 на Фудбал Старс го освои третото место, додека генерацијата 2005 во возбудливото финале со Академија Пандев од Струмица беше поразена и го освои второто место, што сепак на крајот беше голем успех за нашата фудбалска школа. Од Фудбал Старс најавуваат борбена игра и добри резултати, како и освојување пехари на овој турнир. Во меѓувреме, фудбалската школа на клубот, која е една од најдобрите во регионот, продолжува да запишува нови членови. Тренинзите се одржуваат на игралиштето во Горни Подлог, а со децата работат познати тренери со УЕФА лиценци. До игралиштето и назад е обезбеден превоз, а секое ново запишено дете добива клубски дрес и шорцеви. Почитувани, прогнозата за времето беше последната информација во вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.